Спочатку було важко, тому що На почетокот беше и неразбирливо и страшно, но потоа ги исклучувате сите ваши емоции и работите. На 25. февруари 2022 година Валентина, жителка на Киев, го напуштила салонот за убавина каде правила маникюр и се приклучила на вооружените сили на Украина како лекарка. Денес таа се грижи за ранетите војници и се грижи тие безбедно да стигнат во болница. Таа минала 1 година во првите борбени редови. вже морально дуже стомилася. Уморна сум да ги губам моите пријатели. Најдобриот пријател ми беше убиен минатиот месец. Друг е затворен. Уште една девојка која работеше со нас како лекарка беше погодена со проектил пред само неколку дена. Хочеться вже просто. Сакам да се одморам од сето ова, но ќе го сторам тоа дури откако ќе победиме. Токму во првите борбени редови Валентина ја запознала својата најдобра пријателка Јулија, 29 годишна медицинска сестра од регионот Суми. Побратими прекрасни, нету, я не чувствую никаков дискомфорт. Моите другари се прекрасни. Кога се приклучив на вооружените сили, малку се плашев дека може да има нееднаквост, некаков притисок, но тоа воопшто не го чувствувам. Сите мои другари ми даваат поддршка. Ана вели дека ја третираат исто како и мажите во вооружените сили. Дійсно прийшли важко. Жената овде нема посебни привилегии. Нашите девојки се подготвени да се борат рамо до рамо со мажите. Спијат на пот и јадат од ист сад. Тоа е нормално. Ана им се приклучила на вооружените сили во 2015 година, откако наполнила 18 години. Во 2018 година ја напуштила војската, се омажила и родила дете. Но кога Русија изврши инвазија во 2022 година, Ана повторно им се придружила на вооружените сили, мотивирана од желбата да го заштити својот 3-годишен син. 24 На лютого. 24 февруари скокнав од кревет затоа што слушнав силно гранатирање. Ми стана јасно дека војната започна. Моето дете спиеше до мене. Беше многу страшно и емотивно. Многу тешко. Валентина нема деца, но се бори својата земја да ја направи безбедна за сите деца. Це моє майбутнє. Ова е за мојата иднина, за иднината на моите неродени деца, за моето семејство. Русите се обидуваат да не уништат веќе неколку векови. Кој, ако не ние, ќе ја заштити Украина? Кога војната ќе заврши, Валентина сака да отвори кафуле книжарница. Јулија сонува да отвори собствен салон за тетоважи, додека Ана едва чека да се врати кај семејството и незиниот мал син.